Нека му е со среќа, му порача премиерот Христијан Мицкоски на потпредседателот на Вреди, Халил Снопче, кој синоќа се закани дека доколку се изгласа законот за бранители, ќе ја напуштат водината коалиција. Мицкоски е дециден дека не функционира под притисок и закани. За претеничката од СДСМ Славјанка Петровска рече дека жали што таа не ја разбира собраниската процедура, а го повика председателот на собранието Африм Гаши веднаш да свика седница. Вчера Халил Снопче рече дека доколку се изгласа законот за бранителите, тие ќе излезат од влада. Како планирате да го решите ова со коалицијата? Нека му е со среќа. Жалам што пратеничката Петровска не ги разбира се уште парламентарните процедури. Тоа е прво. Второ, јас на принцип на закани не функционирам. Ако некој се заканува, тогаш тоа е тоа, треба и тоа да го реализира. Затоа што ако не го реализира тоа, тогаш остава лош печаток во јавноста. Мислам дека јавноста добро знае дека јас на заканите не одговарам баш така како што некој може би очекува. Изненаден сум од еден професор што користи таков речник на закани, но тоа е предпоставувам негова одлука. Дали и кога ќе дојде законот за бранителите, не знам, тоа не зависи од мене, јас сум сепак председател на владата, но кога ќе дојде, тој ќе има нашата подршка. Инаку, законот е поднесен уште пред 2 недели, а пратениците на СДСМ, кои го воскреснаа како да пропаднаа во земја, по 2 седмици молк денеска се одважи пратеничката Славјанка Петровска. Таа упати серија обвинувања кон пратениците на ВМРО ДПМН, велејќи дека немаат капацитет да обезбедат услови за да се изгласа овој закон. Според неа, законот за бранители не е провокација ниту обид за дестабилизација, туку до прецизирање на одредбите за остварување на правата на семејствата на бранителите. Наместо дискусија за подобрување на текстот на законот, изјавите се сведоа под секоја ниво. И за жал, партиите на власт, наместо да покажат државнички капацитет, покажа незрело однесување. Почитувани колеги пратеници од власта, овој предлог закон не е ниту провокација, ниту обид за дестабилизација. Овој предлог закон е одговор на барањето за правда и правичност и тоа се мотивите заради кои е поднесен. Имено, кројач на законот е председателот на Достоинство Стојанче Ангелов. Поранешната министерка и актуелна пратеничка Славјанка Петровска се пофали дека законот е направен во нејзиниот кабинет заедно со предлагачот Ангелов. Нејасно е зошто овој закон досега не е донесен, кога во тоа време СДСМ имаа мнозинство во собранието. Овој закон не се однесува само на припадниците на безбедносните сили кои учествуваа во војниот конфликт во 2001, туку и на оние кои загинале извршувајќи задачи во интерес на Македонија. Инаку, премиерот Мицкоски во контекст на овој закон исто така му посака среќи на лидерот на ДУИ, Али Ахмети, кој вчера се закани со протести доколку се изгласа законот.